Добро утро во Обштествена сцена. Моја гостинка денеска е Ана Франковска, виш кустос во Националната галерија на Република Северна Македонија, со која што ќе разговараме за еден многу комплексен и многу интересен проект што може да се види во Мала Станица. Тој трае, пред неколку денови беше отворена изложбата. Но да кажам и тоа дека и после овој разговор меѓу колегата Сашо Ордановски и доктор Митов, кој што беше на некои еколошки теми, нема да отидеме подалеку, бидејќи и овој проект всушност го нарековте идни екологии и се фокусира повеќе на тоа колку човекот штетно влијае нормално низ призмата на уметниците, нивната емпатија, нивниот светоглед всушност на работите. Зборувате за тоа колку човекот штетно влијае врз својата животна средина. Така наедноставно, а вие ќе ги кажете и деталите. Токму така, значи станува збор за проект кој што го работевме во партнерство со Британскиот совет и Агенцијата за подвижни слики Лукс од Велика Британија. Инаку изложбата го носи насловот Допирот, а е дел од проектот Идни екологии на Британскиот совет и на Лукс. Инаку се однесува, иако Допирот како терминологија звучи доста лирично и емотивно, особено во овој пандемиски период во кој што сите сме страдни и желни за човечки допир, за топлина и за блискост. За жал повторно зборуваме за она темна или мрачна страна на допирот и за оној смртоносен допир на човекот со кој што свесно или несвесно уништува животната средина, се повеќе ги уништува природните ресурси на планетата Земја и така натаму. Она што е специфично и интересно за овој проект е како што најавивте дека е повеќеслоен и мултидимензионален, односно не се занимава само со она базична линија за екологијата, кога зборуваме идни екологии, најчесто зборуваме за за зелени површини, за животна средина, за загадување на воздухот, загадување на водите, урбанизам и така натаму. Туку овој проект навистина отвара едни проблематики за сите причини, за сите состојби и за сите последици со кои што се соочуваме, и целта е да влијаеме врз подигнување на свеста на пошироката публика, дека исто така политиката влијае врз развојот на екологијата, дека можеме да зборуваме за миграции, можеме да зборуваме за историја, можеме да зборуваме за архивирање, можеме да зборуваме за колонизација и за надмоќ на посилните сили или надмоќните врз понеразвиените и послабо развиени па дури народи. Не е само да уништуваме животна средина, да уништуваме растенија, да уништуваме животни, туку едноставно влијае и таа надмоќ на човекот врз послабиот. Може да се зборува за пренесување на болести, може да се зборува за медицинската индустрија, за уништување на сите оние традиционални ритуални начини на собирање на тревки, нивна традиционална обработка, создавање на здрави медикаменти, наспроти денешните современи медицински индустрии кои што ги злоупотребуваат дури и овие природни медикаменти и ги ставаат во комерцијална сврха. Она што е, да речеме, атрактивно прилично на оваа изложба, да кажеме тоа дека од македонските уметници тука учествуваат Елпида Хаџивасилева, Кристина Полекова и Велимир Женовски, и има и британски автори. Сега, за нас како публика овде во Македонија е прилично атрактивно тоа што прв пат може да се види делото на Елпида Хаџивасилева, која што беше представничка на Македонија на Венециското биенале во 2013 година. Делото е изработено од свилени буби, делото е од глувци и слични такви органски материи. Да кажеме тоа дека тогаш се сеќавам беше големо прашање и секогаш е прашање колку штетно тоа да се користат такви материјали, односно дали тие глувци, тие живи створови биле убиени намерно заради да се направи уметничко дело, но тоа не е случај. Така е. Значи, оваа изложба, овој проект на Елпида Хаџивасилева има премиера овој пат во Националната галерија, иако и тогаш 2013 година ние бевме носители на проектот на Венециско биенале, но за жал условите не дозволуваат досега тоа дело да го види лицето на публиката во Македонија. Тоа се состои, па всушност и целото творештво на Елпида применува материјали кои што се од органско потекло,
и кои што се сметаат за отпад. Всушност таа ги рециклира сите оние органски отпадни материјали кои што на прв поглед звучат грдо или одбивно и кои што ќе завршат во смет. Таа ги преработува и од грдото создава убаво. Тоа е некоја генерална филозофија која што Елпида во своето творештво ја користи. Па и во ова дело, силентиопатологија, таа користи природни материјали од органско потекло, односно, значи вклучена е природна свила, вклучени се чаури од свилена буба, кожи од албино глувци и имаме живи глувчиња кои што се наоѓаат во кафези. Приказната е поврзана со патот на свилата и со она филозофија за транспорт на добра, стоки, миграција на луѓе, меѓутоа со сите тие промени се случува и миграција на болести за жал. Во конкретниот случај зборуваше за пренесувањето на чумата, меѓутоа и во денешен контекст истото може да се трансферира за пандемијата на COVID-19. Апсолутно. Значи тоа е всушност еден циклус кој што е повторлив и токму затоа патот, односно лавиринтот кој што се состои од овие природни материјали завршува со живите глувци, со живите експонати, кои што укажуваат од една страна на оптимистичката страна нели од патот, дека животот продолжува и понатаку, иако се соочуваме со нели отпадни материјали направени од животни. Но исто така укажува на тоа дека циклусот продолжува, дека некои нови живи створења ќе продолжат, некоја нова болест ќе појават и така натаму, дека тоа е едноставно во природата да се појавуваат такви трансмисии. Прашањето за тоа колку е позитивно или можеби негативно што вклучува таков тип на материјали, едноставно дека во ниедно дело од Елпида Хаџивасилева не се убиени наменски живи суштества. Тие се земени самокожи од одгледувачници за глувци кои што служат за хранење на животни во зоолошките градини во Велика Британија, бидејќи нели во процесот мора ланецот синџирот на исхрана мора да продолжи и едноставно кожите се само отфрлени од нели оној отпаден дел кој што го користи за да ја пренесе пораката дека глувците се главни трансмитери на болестите, меѓутоа и дека се користат многу често во медицинските индустрии како за експериментирање, меѓутоа и за во сврха на нели на луѓето, а ние не сме ни свесни за козметички производи, за медицински помагала и така натаму и така натаму. Има една година кога разговаравме исто тука во утрински брифинг, тогаш повеќе за пандемијата, кажавте една работа дека уметноста може да влие или може да им помогне на луѓето да се справат со оние последици на пандемијата, нели, кои што не се здравствени, туку повеќе психолошки. Сега исто ве прашувам, дали уметноста и колку може да придонесе на вистина да се подигне нивото на свесност барем? Целта и на овој проект е токму таа, бидејќи сметам дека уметноста на еден многу посензитивен и многу поиндиректен начин може да влијае врз пошироката публика. Таа не е директна, не напаѓа, не критикува директно, туку отвара едни многу визуелно интересни и естетски слоеви преку кои што може да се пренесе пораката, без оглед на нивото на пренесување на пораката. Од тука и чинам дека секој, не само уметноста на прво место и се повеќе сме сведоци дека во уметноста екологијата станува доминантна проблематика и концепт, бидејќи очигледно состојбата ни е алармантна и секој од својата позиција треба да пристапи заеднички кон подигнување на колективната свест, бидејќи навистина сега оваа година во Британија е ко домаќин на таа голема конференција на која што ќе се зборува за можностите за одржување на нормалните нивоа на температурата. Замислете до кое ниво сме стигнале, а не сме ни свесни за тоа. Обичниот народ не е ни свесен за тоа колкави опасности надемнеат доколку продолжиме со ова ниво да се однесуваме, со ова темпо да ги користиме сите ресурси, да влијаеме врз уништување на тој екобаланс, така да секој еден чекор
значи многу кон подигнување на свеста и од тука и ваквиот тип на проекти. Секако изложбата е пропратена и со придружна програма. Да ве прашам, имате една интересна дебата што ќе се случува на 27 септември онлайн. Така. Вклучувате еден професор по медицина од научник. Велика Така, Британија, научник, заедно со Елпида Хадживасилева. Каде што ќе можат и други сите да се вклучат, нели, кои што сака во таа дискусија. Тоа е на тема уметноста и науката. Да, значи поклопување или користење на ресурсите на различните дисциплини, говориме за интердисциплинарноста, говориме за тоа колку можеме помеѓу дисциплините да си помогнеме со цел да добиеме подобри резултати во било која од сферите, без оглед дали станува збор за наука или за уметност. Од тука следат и други онлайн дебати, исто така поврзани со еколошки прашања, со запознавање со уметниците учесници. Ја покануваме публиката да ја види изложбата која ќе трае до 15 октомври, а и да видат некои од овие онлайн дискусии. А што сакаше да прашаш? Предпоставам дека сте при крај, а мене ме интересира, се враќа ли публиката на изложбата? Апсолутно. Луѓето ги посетуваат? Публика има, голема заинтересираност има и она што навистина радува, тоа е голем интерес на средните училишта. Доаѓаат и со неверојатна присутност и ангажираност дискутираат за состојбите со кои што се соочуваме. Го објаснуваме концептот, ги објаснуваме делата, меѓутоа и отворено дебатираме за тоа колку всушност од сите нас зависи како ќе се однесуваме. Тоа би треба било да тргнеме. Прилика да пуштиме некоја камера кога вие имате некои средношколци. Така. И баш да се забележи таа динамика, предпоставам дека е многу интересна. Апсолутно. Сашка, јас само просто ме интересираше, бидејќи јас сум една листата, предпоставам дека таа голема на неколку уметнички галерии и национални институции од културата, редовно добивам покани така. Јас не знам, Сашка, за тебе, ама за жал, јас ретко успевам да одвојам време во овие работни сати, навечер така. Еве. Добро, благодарам многу, Ана, за ова гостување во утрински брифинг. Беше кратко, но ми се чини прилично информативно и ве поканувам повторно да дојдете кога ќе имате некои интересни настани во Националната галерија. Ово е особено комплексен, реков, бидејќи е и меѓународен и прилично сериозно подготвен. Така. Благодарам на интересот и се надам ќе се видиме во следна прилика.